Во пијанечкиот крај расте билка од која што се добива најароматичниот чај што воопшто постои, а воедно и со огромни лековити својства. Чај кој по местоположбата се нарекува и габровски чај. Неговата ароматичност и лековитост е докажана во Алкалоид, каде фармацевти, меѓу кои примариус магистер Илчо Захариев, вршеле испитувања, каде добиле дека во тоа ароматично растение има етерично масло со концентрација од 0,5 до 2% и две хемиски соединенија, деривати на фенол, кои се природни антибиотици или фитоциди. Примариус магистер Илчо Захариев, кој многу пати има зборувано во регионалните медиуми, докажувајќи ги лековитите својства на габровскиот чај, вели дека тој најмногу е корисен за подобрување на имунитетот и отпорноста на организмот. И самите познавачи и собирачи на чаеви во регионот велат дека габровскиот чај е најбаран на овие простори. Највеќе го бара за бронхит и за други некои, тоа рече повеќе болести. Тоа е останало уж секојдневен чај и за стари, и за деца, и за млади. Многу е бил корисен. Уште тоа останало уште од турско робство. Највеќе е простането од Делчевска општина, село Гаврово, тоа е планиница, Острец. Највеќе е на тој дел. Иначе многу ароматичен има, највеќе го потребува. Он е најдобар кад цвета, особено уцветањето. И прецветањето, ама главно уцветањето е некаде околу 1 август, највеќе до 15 август, цели август се бере, он засича малку и октомври до 15 октомври. Својства има 3 својства, лековити, убави. Тоа стари свет сам го слушал и Многу ли го бараат? Бара го. Многу луѓе го бара и е добар за се. Вика за целиот организам е добар. Да, слушнали сме и одиме сме брали. Оте е близу, помлади кога сме били, убав е габровскиот чај, сите го пијат, убав укус има, мирис има. И така да нашето поднебие е туа чисто, еколошки крај и е добар. И многу го тражат. И ние самите што сме си ќе си го набереме и ќе го користиме. Убав е. Така да на секој препоручувам. Значи да го користи од таа зимската сезона сега и да се стопли и поволен за дишните патишта. По местоположбата, собирачите на чаеви го нарекуваат габровски, бидејќи расте на планината Планица над село Габрово Делчевско. Но фармацевското име на билката е Сатуреа субспlicata вариетет македоника. Расте на карпести делови, каде има карбонатни карпи и е повеќе годишно растение, па затоа не треба да се корне од корен, бидејќи му се заканува исчезнување, предупредуваат познавачите на чаеви. Затоа да ги послушаме нивните совети, за да може габровскиот чај да остане на овие простори и да лекува многу генерации.